Добар ден, драги ученици! Моето име е Сонја Рулевска, јас сум наставник по биологија и химија во Основно училиште на Охридски Балачани. Минатиот час се запознавме со органските системи во градбата на човечкиот организам и ги набројавме нивната главна функција, односно градба и функција. А денес и во наредните часови ќе се запознаеме со секој од нив поотделно и за секој од нив поопширно ќе изучуваме. Денес започнуваме со нервниот систем, односно во ветниот дел од нервниот систем. Целите на часот е да ја запознаеме местоположбата на органите во нервниот систем кај човекот, да ги знаеме функциите на нервниот систем кај човекот и да правиме мерење со соодветна точност. Најпрво да видиме кои се функциите на нервниот систем, но претходно да се потсетиме од минатиот час кои органи влегуваат во составот на нервниот систем. Сигурно се сеќавате дека во нервниот систем влегуваат сителните органи кои примаат дразби, нервите кои пренесуваат дразби и мозоците кои ја обработуваат дразбите и создаваат одговори. Од тука и функцијата на целиот нервен систем е да прима, да пренесува дразби, да ги обработува дразбите, да создава одговор на истите и да ја контролира, односно да ја ускладува работата на целиот организам како целина. Меѓутоа, за да ја извршува оваа комплексна функција, нервниот систем, тој е изграден од една специфична клетка, која што се вика нервна клетка или неврон. Нервната клетка или невронот е главна функционална и градбена единка на нервниот систем. Таа шематски изгледа вака и сега ќе видиме од кои делови е изградена нервната клетка и која е нивната функција. Овој делов дека се вика тело на нервната клетка. Во овој дел е сместено јадрото. Околу телото на нервната клетка се наоѓаат овие разгранети делови кои што личат малку и на гранки од дрвото и затоа се наречени дендрити, бидејќи на старогрчки дендрос е дрво и од тука овие личат, бидејќи личат на гранки, се наречени дендрити или уште познати под името како кратки продолжетоци. Овој е долг продолжеток или неврит или нервно влакно. Значи нервно влакно, неврит или долг продолжеток кој што на одредени места е обвиткан со миелинска обвивка. Таа е обвивка, масна обвивка која што го штити нервното влакно и овозможува побрзо и полесно пренесување на дразбата. А овој делов дека е нервниот завршиток, односно крајот на невритот, низ кој што дразбата преминува на следна нервна клетка. Всушност, дразбата низ нервната клетка оди во насока од дендритите, преку телото на нервната клетка, преку нервното влакно или невритот и нервните завршитоци ја префрлаат дразбата на следна нервна клетка. Да видиме како изгледа тоа. Врската помеѓу нервните клетки е наречена синапса. Двете нервни клетки не се допираат директно една со друга, туку помеѓу нив се наоѓа еден празен простор низ кој што поминуваат едни материи кои што се викаат невротрансмитери. Едната клетка, нервна клетка, ги создава невротрансмитерите, тие преминуваат на другата нервна клетка, предизвикуваат надразнување на другата нервна клетка и при тоа во форма на импулс дразбата се пренесува на следната нервна клетка. Врската се вика синапса. Да видиме понатаму во градбата на нервниот систем влегуваат нервите. А што се нервите? Тоа се снопови од нервни влакна кои ги пренесуваат дразбите од сетилните органи до мозокот и обратно.
Значи, нервните влакна кои што се во состав на нервната клетка, меѓу себе се групираат и градат снопчиња кои што се викаат нерви. Нервите имаат функција да ја пренесуваат дразбите низ организмот. И токму поради тоа имаме 3 вида на нерви. Тоа се сензорни нерви или сетилни нерви, кои што ги пренесуваат дразбите од сетилните органи до мозокот, потоа моторни нерви, кои што ги пренесуваат дразбите од мозокот до другите органи или до низ организмот, и мешани нерви, кои што може да ги спроведуваат дразбите во двете насоки. Како дел од нервниот систем е и рефлексната реакција. Рефлекс е нагла и неконтролирана реакција на некоја дразба. Сигурно ви се случило да се допрете до нешто што е можеби жешко или боцкаво и притоа нагла, неконтролирано да ја тргнете раката, без притоа да имате некаква представа што се случило со раката или што се случило на вашата кожа. Токму тоа е таа рефлексна реакција за која што зборуваме. Инаку рефлексот може да биде вроден и стекнат или условен рефлекс. Во вродените рефлекси спаѓаат некои од основните процеси што се одвиваат во човечкиот организам, а се директно поврзани со неговото преживување. Например, во рефлексна реакција, односно во рефлекс, спаѓа дишењето, голтањето, кашлањето, трепкањето, солзењето на очите, цицањето на бебињата кога ќе се родат и така натаму. Понатаму во рефлексна реакција спаѓа кога сакаме да избегнеме некаква ситуација која што е животно загрозувачка, например кога некој предмет или некоја опасност доаѓа спрема нас, па ние ќе се наведнеме, ќе се поттргнеме, ќе ја кренеме раката да се заштитиме и така натаму. Сето тоа спаѓа во рефлексна реакција. Затоа викаме нагла, неконтролирана реакција на некоја дразба. Меѓутоа да видиме кој е патот на дразбата при создавањето на еден рефлексен одговор. Имаме рецептор, а тоа е органот со кој што се прима дразбата. Тоа може да биде, да речеме, врвот на прстите, односно кожата на прстите. Потоа, од сетилниот орган, преку така наречениот сензорен нерв, дразбата доаѓа до рбетниот мозок. Еве го рбетниот мозок. Рбетниот мозок брзо ја обработува таа дразба и создава одговор кој преку моторниот нерв се враќа до мускулот кој што се наоѓа во надлактицата, кој во овој случај е ефектор. Мускулот се грчи и ние раката ја потргнуваме. Сето тоа се случува за дел од секунда. Токму брзината на реакција на вакви дразби е цел на проучување во овие неколку примери што ќе ви ги дадам. Значи, најголем број од видеоигрите што ги играме на нашите смарт телефони или на компјутерите се базирани токму на брзината на реакцијата на некоја дразба. Дразбата може да биде визуелна, значи со очи, може да биде звучна, понатаму може да биде, како што зборувавме во претходниот пример, на допир, може да биде на мирис и така натаму. На овој линк овде ви е дадена, има една ајде ја речеме апликација во која што можете да искористите за да ја мерите брзина на реакција. Ова е со помош на светлината, односно визуелна дразба, а и многу апликации можете да ги најдете во Play Store, односно или во некои слични апликации кои што можете да ги симнете на вашите паметни телефони и да ги искористите да видите
колку брзо или колку колку брзо ќе реагирате на одредена дразба. А сега да видиме и понатаму како се дели нервниот систем. Тој е поделен во два дела, тој е централен нервен систем и периферен нервен систем. Во централниот нервен систем влегува черепниот мозок. Черепниот мозок е сместен во черепната кутија, односно во главата на човекот, и е заштитен со самиот череп, односно со самите коски на черепот. Во овој дел во черепниот мозок се наоѓаат 5 мозоци, и тоа е големиот мозок. Тоа е овој што се наоѓа на површината на черепниот мозок, чие што површина е силно набраздена, тоа е изградено од 2 хемисфери, и токму големиот мозок е она што каде што се сместени центрите за помнење, за интелигенција, за учење, за разбирање, за поврзување и така натаму, и токму големиот мозок е она што го прави човекот најинтелигентното суштество на планетата Земја. Понатаму, во черепниот мозок се наоѓа малиот мозок. Во малиот мозок се сместени центрите за рамнотежа и рамномерно движење на телото. Па имаме среден мозок, тоа е овој овдека што се наоѓа, меѓумозок и продолжен мозок. Преку продолжениот мозок, черепниот мозок се поврзува со рбетниот мозок, кој што се наоѓа тука во продолжение. Периферниот нервен систем е изграден од повеќе мрежа од нерви кои што излегуваат од централниот нервен систем. На следниот линк има интерактивен квиз во кој што можеме да ги мапираме деловите на централниот нервен систем. За дома имате за обврска да ја научите наставната содржината учебникот страна 8 и 9, а потоа во тетратките треба да ја прецртите и да ги одбележите деловите на нервната клетка. Можете да искористите оваа слика, можете да најдете друга посоодветна, која што ќе ви биде полесна за вас за представување. Понатаму да ги одбележиме деловите на рефлексниот лак и да ја нацртаме и да ја одбележиме поделбата на нервниот систем. Ви благодарам за вниманието.